Сакам да ве информирам дека основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја заврши истрагата за кривично-правниот настан од 27 април минатата година. Денес обвинителството до Основниот суд Скопје 1 поднесе обвинителен акт против 30 лица во врска со настаните од 27 април 2017 година. Од нив 28 лица се обвинети за кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот закон, а 2 лица се обвинети за помагање при вршење на истото кривично дело. Обвинетите го загрозиле уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија со акт на насилство и создале чувство на несигурност и страв кај граѓаните. Обсежната истрага утврди и ве уверувам дека во судската постапка ќе се докаже дека обвинетите дејствувале со иста цел, извршувајќи поврзани и усогласени дејствија на битието на кривичното дело. Ве уверувам дека обвинителството ќе продолжи да постапува согласно законот, имајќи предвид дека гонењето го врши во јавен интерес и заради тоа неговата активност е насочена пред лицето на правдата да ги донесе сите кои сториле кривично дело и секој да одговара за тоа што го сторил, обезбедувајќи го принципот на правна сигурност како еден од фундаменталните аспекти на владењето на правото. А сега за обвинителниот акт детали ќе ви изложи Елизабета Недановска, самостоен јавно обвинителски советник во јавното обвинителство на Република Македонија. Благодарам обвинето. Како што напомна и јавниот обвинител на Република Македонија, денеска основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по сеопфатна истражна постапка по прибирање на сите докази и утврдување на релевантните факти, до надлежниот суд поднесе обвинителен акт за 30 од вкупно 35 лица кои беа осомничени во овој предмет. Од овие 30 лица, за 28 лица, обвинителството ги товари за сторено кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од 313 членот од Кривичниот законник. За 2 лица, обвинителството поведе обвинителен акт и тие се гонат за истото кривично дело, но за помагање во извршувањето на ова кривично дело. За 4 лица за кои обвинителството водеше постапка, истата постапка е прекината со оглед на тоа што во моментов овие лица не се достапни на органите на прогонот, но постапката со нивното пронаоѓање понатаму во обвинителството ќе се продолжи. За едно лице постапката е запрена, бидејќи обвинителството не обезбеди докази дека ова лице сторило кривично дело, односно не беа утврдени елементи на сторено кривично дело во дејствијата превземени од конкретното лице. Обвинителството утврди дека обвинетите со намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, да оневозможат избор на председавач и на председател на Собранието на Република Македонија, предизвикале акт на насилство со што го загрозиле животот на пратеници, на новинари, овластени службени лица и на вработените во законодавниот дом и при тоа создале чувство на несигурност, загрозување и страв кај граѓаните. Имено по спроведените опсажни истражни дејствија, надлежниот јавен обвинител обезбеди докази дека обвинетите извршувале повеќе поврзани и усогласени дејствија за мобилизирање на членството на неколку здруженија и на други лица, за насилно влегување и вршење насилство во Собранието на Република Македонија. Обвинетите дејствувале од различни позиции, различни групи, но во содејство и во координација и сите имале иста цел да се оневозможи натамошното функционирање на новото парламентарно мнозинство и натамошното функционирање на Собранието на Република Македонија. Со обвинителниот акт на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, меѓу останатите се опфатени 3 лица
припадници од структурите на Министерството за внатрешни работи, кои како овластени лица биле носители на златна и на сребрена команда. Но тие, иако континуирано биле известувани дека животот им е загрозен на пратениците, на новинарите, на овластените службени лица и на вработените од Собранието на Република Македонија, не издале наредби за дополнително ангажирање на посебните и специјалните полициски сили, а со цел внатрешно и надворешно обезбедување на законодавниот дом. Иако ги имале сите информации, тие исто така не издале ниту наредба за евакуација на Собранието на Република Македонија, со што овозможиле непречено да се вршат акти на насилство и директно придонеле непречено да се влезе во законодавниот дом и да се оствари целта на насилниот напад. Во групата обвинети е едно лице кое на 27 април преку телефонски повик во 14 часот и 30 минути било известено да ја започне акцијата, пошто заедно со уште неколкумина други обвинети лица го мобилизирале членството од неколку здруженија од Скопје, како и од други градови, со цел да извршат напад, насилен напад во Собранието на Република Македонија, однапред знаејќи дека објектот на Собранието не е соодветно обезбеден и заштитен од страна на полициските сили. Овие 10 обвинети организирале поголема група на луѓе, на кои им донеле маски фантомки и заедно со нив по претходен телефонски повик во 18 часот и 58 минути се упатиле кон зградата на Собранието, каде што истовремено веќе имало насобрана толпа на народ кој протестирал. Во обвинението се опфатени и други лица кои биле учесници во друга група како организатори на движењето за заедничка Македонија. Овие четворица обвинети ги повикале и ги повеле на собраните граѓани кон Собранието и со потпалувачки говори ја разгореле нетрпеливоста на насобраните граѓани. Потикнатите граѓани, заедно со лицата со фантомки, ја прескокнале заштитната ограда на Собранието, се упатиле кон влезната врата на Собранието и се обиделе со удари, со кршење, насилно да ја отварат влезната врата и да пристапат внатре во законодавниот дом, но поради безбедносната заштита во тој момент не успеале. Истовремено, внатре во објектот на законодавниот дом, веќе другата група на обвинети лица согласно на обвинителниот акт, еден од обвинетите пратеници остварил телефонска комуникација со обвинето лице кое во тој момент бил во групата која чекала пред вратата, со што се утврдува и координација меѓу овие групи. По телефонската координација, сега обвинетите 5 пратеници, заедно со тројца кои што се исто така обвинети во обвинителниот акт и се службени лица од обезбедувањето на Собранието, отвориле 2 влезни врати со отстранување на металните заштитни греди и со тоа возможиле влез на лицата со фантомки, но и на други лица внатре во објектот на законодавниот дом. Сега обвинетите од обезбедувањето на Собранието ги насочувале лицата со фантомки, односно другите обвинети, да се движат кон парламентарната сала Македонија и кон прес салата во Собранието. Истовремено, на собраната толпа и лицата со фантомки биле насочувани од страна на уште 2 сега обвинети лица, кои што се исто така припадници на обезбедувањето на Собранието и од уште едно исто така сега обвинето лице, кое што е вработен во Агенцијата за разузнавање. Обвинетите, заедно со други непознати лица, влегле во прес салата, при што го започнале насилството, фрлајќи предмети кон пратениците од формираното парламентарно мнозинство и кон новинарите. Дел од обвинетите и физички ги нападнале присутните во пресконференциската сала, при што им нанеле тешки и лесни телесни повреди на поголем број на пратеници. Во прес-центарот
Додека траело насилството и нападот од страна на обвинетите, едно од обвинетите лица се насочил кон оштетениот пратеник Зоран Заев, посегнал по пиштолот кој го носел со себе, но не испукал затоа што во тој момент пратеникот бил заштитен од обезбедувањето и од други присутни лица. Додека го вршеле нападот, сите обвинети ги користеле сите можни предмети до кои дошле, за да нанесат физички повреди на оштетените пратеници, како и на новинарите, а поставиле исто така и две импровизирани експлозивни направи под бироа на две оделни канцеларии во законодавниот дом. Додека траело насилството во собранието на Република Македонија, двајца од обвинетите кои што се припадници на Министерството за внатрешни работи помогнале во извршувањето на ова кривично дело, така што одзеле 2 хард диска со цел да ги прикријат трагите и да не се откријат регистрираните действија од насилниот упад во собранието. Овие две лица, согласно на обвинителниот акт, сега се гонат за помагање при извршување на кривичното дело. Покрај за обвинетите, истрагата утврди дека во организација на настаните од 27 април 2017 година, кои се случија во собранието на Република Македонија, биле вклучени и одреден број засега непознати лица, за кои истражните действија во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција продолжуваат, се со цел целосно да се расветли настанот. Основното јавно обвинителство со моментот на поднесување на обвинителниот акт, истовремено до надлежниот суд достави предлог за продолжување на мерките притвор и куќен притвор, бидејќи ценеше дека во овој момент се уште постојат законските основи за тие да бидат определени од страна на надлежниот суд.